Горан беше другар како што само може да се посака. Успеваше да биде близок со секој од нас. Вреден, работлив. Мислам дека ќе беше врвен во кој да е област што би ја одбрал. Малкумина знаат дека во еден период го привлекуваше хемијата. Но сепак на крајот не победи хемијата. Не проветите и на експериментите од лабораторијата во неговата гаража, туку хемијата на пишаниот збор, на театарот, гено што го наследи од своите родители. По повод 55 години од матура, пријателите и соучениците на Горан Стефановски му оддадоа почит во паркот што го носи неговото име во срцето на Дебармаало. Настанот започна со емотивен говор од Наташа Папазова, која зборуваше во име на сите присутни. Низ зборовите се почувствува длабока почит, љубов и благодарност што генерацијата ја негува кон него. Сите со задоволство се сеќаваа на средношколските денови поминати со него, раскажуваа анегдоти и спомени од едно поубаво време и ја истакнаа неговата големина, не само како уметник и интелектуалец, туку и како човек. Горан Стефановски е наш somaturan соученик, тој е икона на нашата генерација, не само нашата генерација, он е икона и на Македонија. Он ја имал опишано Македонија, состојбите во Македонија во минатото, во моментот кога ги пишувал и во иднината. Јас и Горан сме другари од мали деца, буквално од 6 оделение и сме прва генерација на основното училиште Јан Амос Хоменски. Оно што е за истакнување е првата машина за пишување електронска со која можеше да коригира Горан. Јас му ја поклонив и тоа беше IBM, бидејќи во тоа време бев вработен во IBM и имаше такви можности технолошки. После тоа како еволуира техничките можности, исто така му обезбедив и компјутер, така да неговите текстови веќе добија една друга димензија од технички аспект, не од квалитетот и она што е напишаното во содржината. Со Горан бевме соседи во Тафталиџе, соседи во аеродром и долги години сме заедно. Дали ќе се најдеме на некој аеродром во Франкфурт, дали во Лондон ќе се најдеме, па знаеме да се излетеме и да останеме еден ден, 2 дена повеќе за да се дружиме и да евоцираме спомени од нашето Скопје, од нашето Дебармаало. Ова Дебармаало и затоа е посветена овој настан да се одржи во Дебармаало, кај клупата на Горан и во неговите импресии од ова јадро на Скопје. Една кратка анекдота од нашето, да речем, детство меѓу деца и млади луѓе. Во прва година гимназија седевме заедно со Горан и тој се уште беше заљубен во хемијата, како што нагласи нашата колешка. И многу ми зборуваше за хемија и така натака. Јас почнав му зборувам за Битлз и за Ролинг Стоунс. До тоа што изгледа ги немаше слушнато, предпоставувам, зашто инстант се заљуби пред се во Битлз и во рокот од тоа време. Имаше многу групи во тоа време. Збориме за 64-та, 5-та, 6-та и така натака. Од тој негов интерес потикна и интересот за англискиот јазик, кој за 2 години, слушајќи ги плочите пред се и нормална литература, читајќи, кој научи англискиот фантастично, мислам, буквално. Што да ви кажам? Другар, скромен човек, извонреден талент. За Горан ќе кажам една вистина. Значи, пред многу години во екот на неговата кариера, јас со мојата сопруга влегуваме токму овде во Идадија и го гледам во кјошот седи Горан, ама они величина голема, ја викам кај сега ќе одам да го поздравувам, страм ми е. И седнав со жена ми, тој таму во кјош, ме видел човекот, пристанува и вика кај си бе генерацијо. И дојде си изгушкавме, сакам да кажам дека величината останува величина. Независно од околностите, од сето тоа, значи тој Горан беше за мене нешто што ќе го памтам вечно. Собирот беше достоинствен и полн со емоции, доказ дека луѓето како Горан Стефановски никогаш не се забораваат. Моите зборови бледеат пред избликот на непокор на нашиот Горан. Се поклонуваме пред тебе, добар наш Горане, и ти благодариме на другарувањето и за сета љубов што ни ја подарил.